Запомни? Традиционална македонска дрвена Кошаре или трмка. трмка. Дали има некоја пчела само внатре? Не се секире гоца, ама не е за на глава. Има, ама тука се вака домакински си седат, не се мрдаат. Да, такви се од тие пријателските. Иван Додевски е заедно со нас. Иван, добро утро, добро ни дојде да зборуваме на една интересна тема. Има многу митови или можеби различни приказни за тоа како треба да се употребува медот во текот на денот. Ние со Гоце споменавме една лажица од Сабајле наутро, дали е добро дојдена или треба истата да ја раствориме во чај, вода, какви се правилата? Најпрво ви благодарам на поканата. Медот треба да го има во секојдневието на секој човек, значи во домовите на трпезите и секако дека позитивно влие, поготово на Сабајле кога ќе земеме на лажичка мед и истата таа можеме да искомбинираме со чај, во топло млеко, во млака вода, во лимонада. Значи наоѓа широка примена, исто така и во кулинарството, значи во подготовка на десерти, па дури и во козметиката. Медот е енергетска бомба, бидејќи 75% од неговиот состав се јагленохидрати, потоа 16 до 18% на вода, потоа витамини, ензими, минерални материи и така натака. Би било добро во целост да го замениме со рафинираниот белиот шекер, кој што пак тој истиот се состои од празни, така наречени јагленохидрати, кои што за човечкиот организам се несварливи. И Значи будете е комплетна замена? Па за може да се делум, значи да гледаме каде што може да се искомбинира. така да се користи медот. Бидејќи знаеме со прекомерното користење на белиот шекер се појавуваат и здравствени проблеми. Иван, вие сте од Сдруженијето МАКБИ. Така. Што представува истото, со што се занимава, колку време веќе постои? Така, член сум на МАКБИ, основано е во 2011 година од група на ентузијасти, хоби професионални пчелари, кои што имаат една основна цел заштита на автохтонната популација на медоносна пчела Апис мелифера македоника. Тоа го достигнуваме со помош на голем број на работни програми и воведувањето на тест пчеларниците кои што ги има секој член во МАКБИ. На тие тест пчеларници се прават одредени мерења, кои што тие мерења се земаат податоци и во одреден, значи преодреден протокол се анализираат тие податоци и се одбираат секогаш најдобрите особини, односно селекцијски индекс се врши, најдобрите особини од таа популација на медоносна пчела и истите тие ги фаворизираме и сакаме да ги дистрибуираме низ најпрво нели во нашите популации на медоносни пчели. Ајде стигнеме и до меѓународниот пазар, а пчеларство Додевски од колку години веќе Па повеќе од 15 години. Каде ли се наоѓаат сандуците со пчели? Пчелите? Така. Повеќе од 15 години јас и татко ми заедно пчелариме. Пчелите не се наоѓаат во село Рудник, а истите ги селиме во Малешевскиот и Преспанскиот регион со цел да добиеме повеќе мед, но и повеќе видови на мед. Како ги селите, како оди таа работа? Ги селиме со комбиња, со пчеларски приколки. Значи тоа е малку дрпна работа, меѓутоа е и доходовна, така да поготово во овие години кои што пашата е многу оскудна, така да приморани сме да пчелите ги носиме од понискиот низинскиот дел на повисоките места каде што вегетацијата е малку покасна. Спомена Иван видови на мед. Какви видови постојат реално? Што се е достапно на пазарот во Македонија и странство? Ние нели познаваме кристализиран, некристализиран, меѓутоа верувам дека поделбите се многу поголеми. Така, значи имаме повеќе видови на мед во зависност од тоа потеклото на медот, од каква се медоносна флора е собиран медот. Значи почнувајќи од багремов мед, ќе напоменам, потоа имаме ливадски мед, дабов мед, липов мед, костенов мед, медот од маслодена репа, од сончоглед. Сега во зависност од видот на мед, од условите на чување, некоја кристализација е побавна, некоја е побрза, со поситни или со покрупни кристали. Во овој случај имаме кристализиран. Колку е долг процесот на кристал додека дојде до тој момент? Значи, на пример, медот од маслодена репа и од сончоглед може да се случи во првите недели да веќе кристализира. Некои медови им треба повеќе време, услови, значи на чување и така на константна температура,
за да почне веќе да кристализира. Битно е кристализацијата да биде хомогена, распределена низ целата тегла подеднакво, како маст, како што е тука на оваа тегла. Да, само ќе го покажеме. Така, многу пати знаеме... Ако е само во одредени делови? Многу пати, баш тоа сега сакав да напоменам, дека многу пати во маркетите знаеме да начекаме мед кој што почнала некоја неправилна кристализација на дното на теглата или пак на самите ѕидови. Значи тука треба да се посомневаме во квалитетот на тој мед и да гледаме секоја земе на потекло, бидејќи Македонија за жал е увозник на мед, се увезува мед од Молдавија и од многу други земји кои што е со сомнителен квалитет. Најдобро е, според мене, да се купува мед од локален пчелар, како што имаме сите матични доктори и лекари, така треба да имаме матичен пчелар, кај што ќе му веруваме и знаеме дека матичниот пчелар и знаеме дека навистина чува пчели и произведува мед онаков како што и го одзема правилно, онаков како што пчелите го произведуваат милиони години наназад по еден ист рецепт. Значи медот си е секогаш што врвен квалитет, се до еден момент додека пчеларот нели ако неправилно го одземе или нешто додаде па да го наруши неговиот квалитет. Да, неодамна бевте и на меѓународен пазар присутни, освоивте, сега само да не погрешиме, во Торино второ место за квалитет на македонски мед. Како се мери квалитетот и за каква манифестација се работеше? Вака, значи, на МакБи, зручениот на МакБи имаше прилика да го докаже нашиот високо квалитетен мед во Торино, на сајмот Салон де Густо, каде што председателот Игор Илков имаше можност неговиот ливадски мед кој што преовладуваше чалијата, драката, тоа е едно медоносно и лековито растение, плодовите од него се користат за варење на чај и помага во мачените на желудникот, каде што во конкуренција со многу земји во светот се издвои нашиот мед и освои второ место. Тоа ни е доволен доказ и мотивација пчеларството во Македонија да завземе поголем простор, бидејќи има простор за него, бидејќи Македонија е место каде што преовладува руралните подрачја, така да има простор за секој кој што е заинтересиран да започне. Како се мери квалитетот на медот? Квалитетот на медот најдобро е и И тоа на такви саеми, например? Па сигурно, значи, се мери во лаборатории, значи не се мери физички со вкус, со мирис, со дегустација не, значи тоа се може да се одредат физичките својства на медот, меѓутоа хемискиот состав сигурно имаат современи лаборатории кои што тоа го одредуваат квалитетот на медот. Иван, ова беше Торино, каде што сте добиле нели второ место. Меѓутоа колку често или колку често македонскиот мед е на странскиот пазар и колку често вие како компанија се представувате или ги представувате вашите производи на саеми, слични, на семинари, можеби одите. Каков е развојот во таа насока? Мислам дека многу малку е застапен нашиот мед надвор од нас. Најверојатно заради тоа што сме дефицитарни со мед, имаме мали количини и не можеме да... Само некоја понаква слика за Македонија и за медот. Мислам дека не знаев дека увезуваме, мислам дека сме доволно моќни да произведеме. Оваа година мислам дека и поради временските услови дека и имаме многу малку производство. Така, многу малку се извади мед. Така да затоа е најверојатно увозот го има на нашиот пазар. Меѓутоа, ако поработиме на оваа проблематика да го прошириме пчеларството, значи со поголем број на млади почетни пчелари, мислам дека ќе можеме да си го обезбедиме нашиот пазар, па зашто да не ние да не јадеме на вистина убав природен мед. Ова каков мед е? Тоа е ливадски мед, кој што не е кристализиран, декристализиран е, за разлика од медот кој што е во теглата е целосно кристализиран. Овој колку време му треба, веројатно? Значи, бидејќи е декристализиран, за повторно кристализира, времето му е многу пократко, значи за многу побрзо време ќе кристализира. Иван, ајде малку да проговориме и за матичниот млеч. Некако, можеби, луѓето, според мене, не знам ќе кажеш ти како е, многу помалку го користат, а има големи бенефити. Можеби дел од луѓето не знаат, нели, кои се вистинските придобивки по здравјето на човекот. Што е матичниот млеч и како правилно да се конзумира?
матичната млеч, за разлика од медот, пчелите не го собираат од природата, значи тоа не е производ на природата, туку е производ на самите пчели. Има млечни жлезди кои што пчелите го лачат. Поточно хипофарингеалната и мандибуларната млечна жлезда на пчелите го излачуваат матичниот млеч и основна функција на матичниот млеч во пчелното семејство да ја храни младите ларви во првите 3 дена и матицата во текот на целиот нејзин живот. Млечот по состав не е до крај целосно детерминиран. По боја е бела супстанца со густотечна конзистенција, горчлив киселаст вкус. Матичната млеч, за производството на матичната млеч за нас пчеларите мокотрпна работа, пред се треба способност и стручност и техника на пчеларот за да се произведе, бидејќи се произведе во многу мали количини. Голем дел од пчеларите не го произведуваат. Баш заради тешкиот процес? Баш заради тешкиот процес, меѓутоа и не само заради тоа, туку и побарувачката на матичниот млеч и неедуцираноста и информираноста на мислам дека се нашите... сведува на тоа, на неедукација и недоволна информираност кај граѓаните. Мислам дека треба да поработиме и самите ние пчелари доволно да ги информираме и едуцираме нашите ценети медолюбци, купувачи на пчелни производи, што навистина значи матичниот млеч. Кои се бенефитите по здравјето? Бенефити има многу, ќе напоменам само неколку, дека матичната млеч врши регенерација на клетките, значи ги надоместува материи кои што им се неопходни. Потоа забрзано делува во забрзано зараснување на коските, за излекување на рани, за воспаление на чреви, потоа има антиканцерогено действо, антивирусно, антибактериско. Како се применува? Благопријатно влијае исто и на нервниот систем, значи ја смирува вознемиреноста и стресот кој што се секојдневие веќе. Инаку се користи со метал, се користи со дрвено или пластично лажиче, никако со метално. Тоа важи и за медот, или? Па да, пожелно би било и медот да се конзумира, да се избегнува металот. Сега пакувањата се обично во мали грамажи, 2, 5 и 10 грама, 10 грама матичен млеч. Може да покажеме? Да. 10 грама матичен млеч треба да се искористат за 20 до 25 дена отприлика. Значи отприлика по половина грам дневно. Нема опасност да се предозираме од матичен млеч. Според некои европски записи годишно возрастен човек треба да приме 120 до 150 грама млеч. Меѓутоа во оние зими каде што поразвиените зими каде што свеста за конзумирање на здрава храна е поголема, таа граница е дуплирана, значи 250-300 грама годишно може да се приме. Во Кина, например, и до половина килограм матичен млеч конзумираат таму, меѓутоа овде ние сме заборавени. Меѓутоа ние немаме, не ни знаеме. Не конзумираме толку мед годишно, а камали пак матичен млеч. А ова што е? Тоа се прополис капки, тоа е природен антибиотик. Како се применува ова? Може да се примени на лажиче. Може неколку капки на мед? Да, на лажиче со мед се стават неколку капки или пак директно во устата може да се накапе. Значи се прави тинктура, алкохолна тинктура со прополисот, може исто така и водена тинктура. Каде можат само и да ве најдат оние кои што сакаат да ви контактираат? Доста сме популарни на Facebook мрежата, значи може да не најдат на групата Пчеларство Додевски, може да ме најдат мене, Иван Додевски, можат на Facebook страницата prirodenmed.mk, исто така имаме и соседна веб страна prirodenmed.mk, каде што можат да се информираат за нас и за нашите производи, за се што ги интересира врска со пчеларството. Одлично, Иван, ти благодариме многу. Се надевам дека ќе се дружиме многу почесто, бидејќи постојат проблематики за кои што си уште, за жал, голем дел од македонската јавност можеби не е доволно информирана, затоа сме тука да го направиме заеднички тоа. Така, па благодарение на вас и вака медиумски што не покривате, мислам дека ќе можеме да успееме да допреме до гледачите. Да допреме, да доловиме на гледачите колку навистина пчелните производи имаат хранливи вредности, лековити својства и така натака. Да, тука ќе завршиме за да не ни летна пчелите од шарето. Ви благодарам уште еднаш. Завршуваме. Да.